Поштовани, ние продолжуваме понатаму со забавниот дел на Студио 1, а сега следува блокот мода, меѓутоа претходно само една кратка напомена дека кон крајот на ова Студио 1 го очекуваме колегата Владко Чаловски да ни се јави преку телефонска линија, кој што тој во моментов се наоѓа во владата и го ја очекува пресконференцијата на премиерот Зоран Заев по информацијата дека е постигнат договор со Грција и веќе се очекуваат деталите. Останете со нас до самиот крај каде што го очекуваме вклучувањето од колегата Чаловски. А сега одиме понатаму и збор му давам на колегата Сергеј Верошлија со неговата модна критика. Сергеј, повели. Добар ден, драги гледачи, во уште едно издание на Студио 1 на тема мода. Како денешна тема ќе ви ги представиме тековните трендови за чевлите за оваа сезона. Да видиме. Значи имаме Шанел, форсира една естетика на таа така наречена ПВЦ пластика во било која форма, дали се чизми или чевли, што изгледа исклучиво атрактивно, меѓутоа не е за секого. Ја имаме Јелена Крлеуша во исто така истиот изглед, крајно атрактивен, меѓутоа за овој изглед треба да имате соодветна висина и треба да сте релативно тенки. Ова не е изглед за било чии нозе. Колорот повторно е модерен, како што го потенцирам тоа во неколку наврати, значи имаме од патики до чевли, ова лето, оваа сезона, обувките гледате да ви бидат, дали се патики или штикли, во скроз дека се дизајнирани, нека бидат шарени. Дизајн на Пура Лопес, боја фуксија, фантастично нешто. Го имаме Брайан Атвуд, една минималистичка црна елегантна сандала со исклучително висока штикла, што е секогаш ин, е секогаш тренд. Имаме Том Форд со салонка направена од материјал, градирано е помеѓу бело, црно, со мала доза на сиво, изработени се од материјал. Перфектна, елегантна, класи комбинација. Го имаме Кристијан Лабутан со мала платформа додадена. Жолтото е исто така исклучително во тренд. Жолтите чевли се најголем тренд у суштина ова лето, така да ќе ви покажам како ги додава жолтите елементи во разноразни варијанти на сандалите. Го видовме Кристијан Лабутан, гледаме уште еден дизајн каде што жолтото со помаранџестото доминира. Ова е уствари тоа што сакав да ви го покажам, најголемиот тренд и најголемиот хит во моментот кога станува збор за чевлите. Чевлите треба да се онаа банана жолта боја. Тоа е ин. Таа е таа салонка. Браво. Можете, имаме Пума во вид на папучи, одличен дизајн за помлади, може да пројде и за дневна и за вечерна варијанта. Тоа би било што се однесува доколку чевлите. Сега, дојде моментот да се прогласи втората кандидатка за модна катастрофа. Станува збор за кој на ваше барање и на ваше инсистирање, мене ми е задоволство да го направам ова. Станува збор за Мелита. Мелита изгледаше порано вака. Имаше еден период кога нејзиниот стил еволуираше или доживеа некаква си еволуција, изгледаше сосема адекватно и пристојно. Меѓутоа, она секогаш го сакала чаршав моментот. Што ќе каже Мерлин за ова? Кај е Мерлин? Нормално дека не. Имаше моменти кога не изгледаше одлично и сосема пристојно. Не знам зошто си го дозволи себе си овој лук и овој изглед и да биде горда на истото ова или да се слика повторно. Имаме такви некои елементи како да има некои се светни угасни елементи премногу. Што е со тие нозе, што е со телото, што е со мејкапот. Се не е во ред и се е тука аут. Да се јавам на Мадона, да видиме што она ќе каже за ова. Ау, 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 ау. Скрши нозе. Па дали е возможно? Па дали, драги гледачи, е возможно? Внимание, внимание! Во Студио 1 денеска прогласена модна катастрофа кандидатка број 2 Мелита Ракичевиќ. Денеска ми е добро, ќе се напијам вода.
ве молам да се одјавиме од нејзе. Јас ќе ви се заблагодарам. Се гледаме утре во уште едно издание на Студио 1.